Се, добар ден, благодарам што сте дел од нашата емисија. Благодарам за вашата љубезна покана, драго ми да бидам со вас. Мислам дека денес ќе отвориме на исклучително важна тема, што не е многу застапена во медиумите, барем не на ваков начин, а тоа е политичката култура. Како ја цените политичката култура кај нас? Едно поопшто прашање за почеток. Видете, јас можам вака некои референтни извори да наведам. Пред 10 дена Економист излезе со едно истражување во кое што наведе дека Македонија е на 72 место според индексот на демократија. Тоа е еден сложен, како да кажам, процес на пресметување на некои индикатори, но во него беше констатирано дека еден од најслабите делови или области е политичката култура во Македонија. Таа имаше најниска оцена. Во таа смисла може да каже дека навистина ни фали многу работа на тоа поле. Кои сегменти се опфаќа политичката култура? Што се подразбира под политичка култура? Под политичка култура, значи покрај политичката комуникација, се подразбират некои основни вредности кои што се важни за развојот на демократските општества. Тоа е на пример почитување на законите, на правото, почитување на правата на поединецот. Значи еден вид на толеранција, политички диалог во општеството, можност, независност на различни сектори од општеството и така натаму. Значи тоа е една сложена област, нели не случајно се вели Рим не бил изграден за еден ден. Така и демократското општество се гради со децени и децени. Проблемот е ако ние продолжиме со ова темпо и динамика и ова стеснетост на демократски развој само на закони, на некакви стратегии, нема да ги подобриме состојбите. Сакам да кажам дека постои изворедно голем простор да ги подобруваме работите во сферата на политичката култура. Многу е важно да не дозволиме политичките партии или другите политички субјекти па институциите да имаат некаков монопол врз политичката сфера или политичкото општество како такво. Дека и ние како граѓаните мора да активно да учествуваме во развој на таа политичка култура. И со нашата ангажираност, мобилизираност, заинтересираност, нашиот демократски легитимен притисок врз институции, врз политички партии, врз граѓанскиот сектор и други. Значи, тоа е сложен вака еден процес во кој што треба повеќе да се посветуваме. Ние сме се уште во некој процес на трансформација, да не кажам таа транзиција. Се надевам дека се барем малку излезени од неја, но потребна е и промена на свеста, во смисла дека политичката култура зависи од сите нас, не само од партиите, не само од политичарите. Како вака еден сложен сегмент споменавте две нешта кои што сакам да ги поразговараме подетално. Тоа е политичкиот диалог и комуникацијата. Политичкиот диалог, кога зборуваме, како оцените дека партиите комуницираат меѓусебно? Баш неодамна гледав дебата од македонскиот парламент некаде до 90-тите. Морам да кажам дека впечатокот е дека во тоа време репликите, контрарепликите, самите разговори во собранието биле на едно многу високо ниво и полни со суштина на некој начин. Сега како да одиме наназад на тоа поле? Тоа е точно, Катерина, јас може да како истражуваш можам да го потврдам дека во 90-тите се уште се негуваше еден вид на политичка култура каде што имаше да речеме висок стил на комуникација, особено во јавната комуникација. Се разбира секогаш има разговорен, колоквијален стил, разни функционални стилови, не знам, јазикот во медицината, јазикот во биологијата и така натаму, и се имаше една традиција на почитување кога човек ќе застане пред камера и ќе се обрати јавно да користи свој виден повисок, посвечен стил, поуважувачки стил кон слушателот. Тоа за жал кај нас се поблаговоден наратив на И сега малку е жално. Јас не сум еден од оние нихилисти кои што вели се е црна, се е. Имаме и ние се уште изворедни примери на луѓе кои што го негуваат тоа и во новинарството, но за жал доминира, тој процес на врушување, на намалување на тие стандарди, на таа тривиализација, колоквиализација. Сега е вообичаено човек дури и пожелно да напише некаков скандалозен статус на Фејсбук и така и да се обраќа пред новинарите или пред медиумите или на некоја говорница, јавна говорница. Тој политички популизам на некој начин оди рака под рака со медиумскиот популизам. Апсолутно, значи и медиумите даваат простор на таков тип на политичари, функционери. Како ги цените дебатите кои што ги имаме, нели? Долго време жалевме што немаме дебати. Тоа сакам да кажам. Има наплив. Вака, школски кажам, политичкиот диалог е еден многу едноставен алгоритам како треба да функционира во демократско општество. Значи ви имате власт, имате опозиција, да речеме. Власта има своји политики, носи своји закони, презема одговорност и тоа мора да ги информира граѓаните за тоа што го прави, како ги решава нивните проблеми.
опозицијата треба да биде коректив. Така? И сега, како го прави тоа? Низ политички диалог. Не е возможно опозицијата да биде коректив само со блокирање на улици или не знам си протести и така натаму. Мора да се овозможи тој комуникацијски канал. Политички диалог е основен метод, значи начин на кој што функционира критичкиот дел, здравиот критички дел од општеството. Ние за жал тоа го немаме или можам да кажам го немаме во доволна мера. Дали опозицијата не нуди доволно конструктивна критика или пак вас те глува за добри предлози кои што ви Од двете дошли? страни одговорност. Не можеме да изолираме една страна и одговорно во сите комбинации на власт и опозиција. Значи, власт ако ги представува своите политики, ако ги брани своите политики, ги информира граѓаните и јавноста кои се тие политики, што презема да ги решава нивните проблеми, легитимно е опозицијата да адресира критики. И сега власта треба од тие критики здраво, разумски, рационално во рамките на своите надлежности и одговорности да каже: добро, овие работи се во ред, ќе ги прифатиме, овие не можеме да ги прифатиме и да објасни зошто не ги прифаќате при. Се чини дека не може да најдат заеднички јазик за жал едно не. прашање важно за граѓаните, но од друга страна ако имате закон или било што треба да се донесе во нивен интерес, на пример закон за финансирање на политички партии, консензус има. Магично. Да, ете, за жал тоа кога интересите им се поклопуваат, наоѓаат некој заеднички јазик. Политичкиот диалог е важен затоа што овозможува значи размена на критички ставови и полесно решавање на проблемите. Значи, ако граѓаните гледаат дека низ јавна дебата, низ политичка комуникација на главните политички субјекти се решаваат проблемите, тогаш и општеството низ тој политички диалог се интегрира. И интегрирајќи се, значи имаме пофункционално општество. Клучна работа за секоја власт не откако ќе го освои мандатот да каже сега не интересираат овие наши негласачи, туку ќе работиме за нашите гласачи, нашето гласачко. Не, тоа е погрешно. Така не може да функционира плуралистичко демократско општество. Затоа политичката комуникација е важна и затоа оние кои што се критички или опозицијски настроени треба да се чувствуваат дека се дел од општеството, дека нивните поплаки, идеи и критики се абсорбираат во институциите на системот. И затоа тој мосте обртат. Кога немаме политички диалог, тога настанува значи спротивноста од тој процес, значи политички дивергенција или конфликт. И тогаш наместо интегрирано имаме дезинтегрирано општество, наместо функционални институции имаме нефункционални институции и така тоа се разгранува низ сите пори на општеството. Ова е многу важно што го споменавте, како секој се обраќа на своето партиско дрво, да речем, и нема никаква комуникација меѓу себе. Колку медиумите помагаат на оваа состојба, промовирајќи се порадикални изблици на говор, порадикална форма на комуникација. Се чини дека јас разбирам дека во новото време се носи своји предизвици од медиумски аспект, нели, борба за кликови, за гледаност и така натаму, меѓутоа каде сензационализмот треба да заврши за да се обезбеди едно вистинско информирање на граѓаните? Да, констатацијата ви е на место. Многу често се случува носители на институции, државни, јавни институции да држат говори кои што се всушност насочени кон нивните партиски целни групи. Дури имате министри, не знам, директори на агенции, секакви јавни функционери и од оваа гарнитура и од предходните наназад неколкократно да држат партиски говори од позиција на институции. Да. И всушност своите говори ги конципираат така да удоволат на своето гласачко дело. Тоа не е во ред. И во таа смисла разграничувањето помеѓу партиската комуникација и институционалната, јавната државна комуникација е многу важно. Имаме често ние Тоа многу тешко не оди. Многу тешко се оди. Видете, значи има да речеме политичка партија ќе одржи пресконференција и сега некој јавен функционер кој што е министер или директор во име на сите граѓани, тој сега политички ја напаѓа партијата и обвина. Вие па во ваше време вие вака правите, тој функционер вака правеше, не знам што. Што добиваат граѓаните од ова безобразно меѓусебно обвинување? Добиваат едно реалити шоу, нема функционална политичка комуникација, нема политички диалог, барем некој пристоен каде што ќе се вклучуваат мислењата, ставовите, корекциите, критиките на оние кои што тоа не мора да биде само позицијата, се разбира, тука е граѓанскиот сектор. Секој од нас е се чини дека многу малку зборуваме како проблемите да се решат. Цело време детектираме проблеми, кажуваме што ни е маката, но ретко и во јавните настапи, во дебатите зборуваме за како заеднички да решиме некој проблем. Јас кажав дека некако се трепелкаме низ оваа транзиција, низ оваа посттранзиција би рекол,
И за да смениме нешто драстично, за жал, некогаш не се доволни реформи. Значи, ние малку сме обседнати со тој краткорочен или нешто да се направи во рамки на 4 години. Ретко дори кој министер добива пол мандат од 4 министри да сработи нешто. Динамиката на политичките процеси е многу сложена, партиските политички интереси во коалициите се менуваат. Така што, еве сега да направите некоја статистика, можеби на една рака, на прси од едната рака најдете министри кои стерале 4 години мандат. Сакам да кажам дека тој притисок е тежок, за некои работи на висина треба време. Го немаме тој институционален континуитет, каде што за да се сменат некои работи, на вистина треба време. Мора да признам дека во секторот на образованието е особено видливо. Значи, за да ние смениме нешто длабенски, драстично или значително, квалитативно, мора од утре да почнеме да работиме за да добиеме резултати по 4 години, да речеме, да си поставиме цел за по 10 години и сите министри да ја следат таа цел. Поентата ми беше не е доволна реформа. Реформа значи преобликување. Како да земете пластилин и реформирате. Некогаш треба и целосна реконструкција. Нешто да ставиме настрана и да го поставиме на здрав темел. Значи, тој институционален капацитет ни недостасува. Ни недостасува подобар придонес од образованието. Јас признам, јас сум во тој сектор, но образованието треба да се реформира по-храбро во смисла да ни дава млади луѓе, млади кадри кои што не само да имаат некакви знања, туку да практично да имаат вештини да се справуваат со предизвиците на своето општество во областите во кои што се ангажирани. Го споменавме парламентот и таа меѓупартиска дебата која што во законодавниот дом се одвива е многу важна. Дали може би ова е една од клучните забелешки или клучните проблеми образованието? Кадровските решенија, низ партиите, луѓето кои што се кандидираат за пратеник, дали индивидуалните особености нивни се можеби проблемот? Проблемите за овој дел, за ова прашање почнуваат и завршуваат со политичките партии. Нам освен реформи и развој на институциите на општество ни треба значителна реформа на самите политички партии, бидејќи тие се алфа и омега на политички процеси. Не е дека тие се единствен фактор за општествениот развој, но од нив мора да почне. Значи имаме проблем со тие општествени елити или партиски политички елити кои што не доволно ја прифаќаат својата одговорност да бидат добар пример. Значи тие се спуштаат на некој ниво, во времето на таа партија праве вака, па сега ние може да правиме исто така лошо. Методи се подолу практично. Значи некако иде на негативна селекција, се бират наместо квалитетни, послушни кадри. Важна е таа дисциплина. Вие ако имате 5 кандидати за некоја важна општествена позиција, политичките лидери ќе изберат оние во кои што имаат доверба или им се послушни. А не најдобриот. Да, еве ние имавме неколку примери со градоначалниците кои што одбија во наводници послушност кон партиската база и сега која е лекцијата за политички партии? Никогаш повеќе нема да ставиме некој интелектуалец, некој квалитетен, туку ќе ставиме некој на кого што може да сметаме дека се што ќе ние побараме од него, да. Сакам да кажам дека таа некоја нормална природна политичка борба на сопоставување на ставови се толкова така како да е тоа загрозување на живот или смрт. Да. И сега тоа ги охрабрува или ги и во нивната свест оправдува да бират послушни кадри на сите позиции. Сакам да кажам, ни недостасува поголема зрелост, ние велиме политички елити, тие треба да го заслужат тој статус на висина, да се однесуваат лидерски, да поднесат одговорност, да подметат грб, да ги стерат некои процеси, секој време си бара свој херој. Некогаш тоа било вооружена борба за слобода, денес тоа е вака да кажам една борба за промена на политичката култура, на општеството, на вредностите. Да. Проблемот е што политичките партии ретко кој од нив верува во системот, кој што тие самите треба да го водат и да го реформират. Тука мислам дека е суштинскиот проблем. Дека тие не веруваат суштински во демократијата, не веруваат во индивидуалните права, не веруваат, не ги реформираат своите партии во смисла да има политичка дебата. Самите не се демократи, веројатно, за да може Апсолутно, значи од таму, ние велиме не може лава да заведе демократија во шумот. Мора и тие и на тие нивни избори за партиски лидерства. Ти гледаме дека се полуражирани, се воат еден кандидат, некогаш формално вториот ќе се јави слично. Значи во таа смисла потребно ни е општествено лидерство од некои сектори, особено во политичката сфера, во економската сфера, во образовната сфера, во културната сфера, кои што ќе укажат пат. Но се чини дека граѓаните не се
би рекла наивни. Добро ги забележуваат овие нешта за кои што зборуваме, за тоа сведочи многу нискиот степен на политичка ангажираност. Се помалку луѓе гласаат, локалните избори во Тетово 1/3 само од граѓаните во избирачкиот список излегува на гласање. Оваа апатија колку е опасна за демократијата и колку Тоа е многу опасно затоа што видите двете логики според кои да речеме независниот гласач се води е дека тој ако гласа против некоја власт ќе ја тргне од власт, ќе ја обезвласти дека ја завршил работата. Што потоа? Тоа не е во ред, тоа е еднаш негативна видовме. селекција, Катарина, бидејќи важно е кој ќе дојде после таа власт. Мислам дека таа мора да лекција бираме за некој кој што го бива. Да. И ние вртиме, сега ќе ги кажеме на избори, супер, сме завршиле работа како граѓани. Не, значи во таа смисла не е доволно, мора ние како граѓани да кажеме дека казнување на власта не е доволно. Мора на власт да променува луѓе кои што ја заслужуваат позицијата. Според своето портфолио, искуство, етички кредибилитет, доверба кај граѓаните и така натаму. Значи во таа смисла таа е важна лекција која што никако да ја научиме, да ја совладаме, да ја покажеме во дело. И другата е дека ние како граѓани, ако тие што треба да го водат системот, ако не водат грижа за него, ние треба да се пасивизираме. Пасивизацијата значи намалување на корпусот на гласачкото тело кој што политички партии полесно ќе го контролираат. Значи им се намалува тој корпус и они секогаш од 50 ќе стигнат на 40 излезност. Ако треба и помалку ќе го стигнат. Не им е важен легитимитетот, а на крај да кажам, се ништо не губат практично партиите. Апсолутно. Ним им иде во долгорочна смисла во прилог да се намалува луѓето, граѓаните кои што загубат на избори, бидејќи им се намалува корпусот кој што тие можат некако да го искорумпираат, да го исконтролираат, да го убедат. И во таа смисла тоа е негативен процес и тоа е лош за нас како граѓани. Мора да се зголемува, да се сврти, значи клатното кон тоа да идеме се повеќе на избори. Не само да казнуваме, туку да даваме глас за луѓе кои што заслужуваат позиции. И дали е тоа општински советник, дали е тоа пратеник, се едно. Тук ни системот мора да се филтрира квалитет. Последното прашање ми е за медиумите како важна алка од целиот овој процес. Можеби најважна. Да, можеби најважна. Како медиумите да ги вратиме на една од нивните базични функции, а тоа не е само информирање, туку и култивирање на јавниот. Да, Катерина, вие кога кажавте 90-тите кои имавме една подобра политичка култура и политичка комуникација, тогаш се почесто се спомнуваат термините, веројатно вие се сеќавате, четврта власт, седма сила, нели? Сега тоа никој не го спомнува. Не. И сега овие некои вербални инциденти кои се случуваат помеѓу новинарите и јавните службеници на пресконференција не се случајни, бидејќи носителите на јавните функции ни своите одели за односи со јавност, внимателно подготвени говори, сметаат дека тука новинарите треба да излезат да бидат како некои записничари, да го пренесе тоа до јавноста и најдобра слика да им фатат. Како да е тоа некој пиар идеја кој што треба така да се изрекламира, да се прши во јавноста. Не. Значи медиумите имаат таа клучна улога да во името на граѓанинот, во името на почитувањето на вистината, кој што е еден од главните принципи во кодексот на новинарите, почитувањето на вистината, да застане да кажат министре, директоре, не знам, кој да е, председателе, ова не е во ред и ние во името на граѓаните ве прашуваме. Значи, ние како јавност, експертска општа, секаква мора да ги помогнеме медиумите да подобрат таа своја позиција. Тие не се никаков декор кој што треба да ги слуша, тоа во теоријата се вика регистрирачко новинарство. Вие практично сте микрофон на министерот. Не. Значи, новинарот е тука кој што треба внимателно да ги восприеми сите информации, да ги сфилтрира, да постави критички прашања така. Сега, дури во ова време на социјални мрежи, политичарите се навикнати така, ќе објават нешто на своите профили на социјалните мрежи, па чувствуваат дека не им требаат новинарите. Дека тие може директно да им се... Ја задоволиле транспарентност како форма. Ние сме си кажале, министерот бил, посетил тамо, директорот, лидерот на опозицијата, посетил некое место, не ни треба во наводници филтерот, не. Повеќе од кога и да е, ни треба тој филтер, кој што ќе не заштити, ќе каже некои глупости да не поминуваат директно помеѓу политичките носители на функции и главните политички чинители и економски чинители, да не го поштедиме бизнес секторот, тој е многу важен, кој што влие на... Значи тие филтри новинарски се уште ни требаат. Многу повеќе сега кога информациите се побројни. И во таа смисла треба повеќе да се дава граѓанска секаква подршка на новинарите, новинарите да се борат пожестоко, да го вратат својот кредибилитет, а да им дадеме уверување дека тие му требаат на секој општество.
да ги бранат овие не само некои апстрактни принципи на демократијата, туку борба за чист воздух, борба за чиста средина. Тие се на таа прва линија каде што треба да покажат некаков вид на отпор или да постават барем непријатно прашање. Сега носителите на јавните функции се шокираат кога ќе добијат непријатно прашање. Боже мој, голема работа. Тука сте вие да го поднесете тој стрес. Апсолутно. Благодарам многу за интервјуто и за пораките. Се надевам дека соодветно ќе бидат примени таму каде што треба. Благодарам многу, навистина беше мило.